Овде се навистина се гледа забележително големи активности во рамките на овој многу, морам да кажам, значаен проект кој се реализира со поддршка на средства преку ИПА програмата и вклучувањето на Министерството за култура. Активностите во сите области се сериозно започнати. Сакам да напоменам дека од страна на Националниот конзерваторски центар, кој што е директно вклучен во реализација на овој значаен проект, се вклучени 5 тима кои што активно работат на сите фази од целосната ревитализација на овој значаен комплекс во Старо Нагоричани. Овој навистина голем проект, морам да напоменам. Се работеше доста за обезбедување на средства од ИПА фондовите. Мене ми е драго што успеавме да ги добиеме овие средства, бидејќи сепак процедурите се доста сложени и во делот на административните процедури, како и во делот на сето она да се затвори целосната процедура и да се добијат средствата. Министерството за култура и управата се активно вклучени, исто така со дополнителни средства во однос на завршување на целиот овој комплекс. Рокот се планира да биде до крајот на 2015 целосно завршен, значи опфаќа неколку фази, затоа и напоменав дека 5 тимови се вклучени. Значи има тим кој што работи на археологија, на археолошки истражувања околу црквата, каде што можевме да ги видиме и да се запознаеме со сите овие наоди во периодот на истражувањето. Навистина наодите се многу значајни и големи. Можеме да видиме голем број на гробови кои што се пронајдени овде околу црквата. Ми информираа дека е пронајдени се темели на друг објект, каде што представуваат дека е некоја црква, но точно не можат да се дадат потребни информации, бидејќи во овој момент се откриени темелите на еден нов објект. Исто така се откриени голем број на предмети, монети и така натака, кои што планираме и сега разговаравме и со директорот и со раководителот да овие археолошки истражувања продолжат и се одобрат од страни на управата и на Министерството, бидејќи во рамките на проектот имаме во делот на археологија околу 30 дена на истражувања, бидејќи наодите покажуваат навистина исклучителни и вредни наоди, се договоривме да истражувањето во делот на археологијата продолжи, се со цел да во рамките на промоција на овој проект сите овие наоди бидат и на еден вид презентирани и пред јавност. Вториот тим работи на фреско живописот во црквата, третиот на иконостасот. Навистина тимовите работат доста стручно во однос на сите фази, на сите процедури и процеси во делот на конзервација на фреско живописот и на иконостасот. Се работи и на архитектурата на самата црква, значи тоа е следниот тим, како и на партерното уредување на целиот овој комплекс, на старото училиште кое што ќе биде пренаменето значи во музејски комплекс, значи во музеј, и партерно уредување на старата чешма која што постои значи околу комплексот и целосно затварање значи со патеки, простор за паркинг, значи целосна инфраструктура на овој значаен комплекс. Сите активности навистина добро се одвиваат, динамиката, морам да кажам, се следи и мора да се следи, бидејќи и администрацијата од страна на Европската унија и Министерството за култура, кое што има формирано одделението при самото министерство, навистина ги следи сите овие процедури, помага се разбира во разрешување на сите проблеми кои што настануваат во текот на истражувањето. Јас се надевам дека на крајот на 2015 ќе имаме на што да бидеме навистина горди, бидејќи сепак црквата Свети Ѓорѓе во Старо Нагоричани е црква од многу значаен период, од 11 век. Една црква со, морам да кажам, уникатен фреско живопис, кој што можеме да се согласиме дека представува едно светско културно наследство. Така да со целосната реставрација, конзервација и ревитализација на целиот овој проект, мислам дека од огромно значење ќе биде оваа црква во рамките на една туристичка промоција и на Република Македонија, и на Куманово, и на општината на Горичани. Се со цел привлекување на што поголем број на туристи, промовирање на нашето вредно културно наследство во рамките на светското културно наследство.